Почитуван подпредседател, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, денеска расправаме по ребалансот на буџетот предложен од власта и тука сме да ги појасниме на јавноста која е потребата од донесување на еден ваков ребаланс и што може да очекуваат граѓаните до крајот на годината. Иако до пред 2 месеци не убедуваа дека има пари во буџетот и дека буџетот е во одлична кондиција, денеска на дневен ред е ребаланс во кој е предвидено буџетската дупка да се зголеми за речиси 200 милиони евра и да достигне 750 милиони евра. Исто така, во ребалансот може да се прочита дека кусокот на пари во државната каса ќе се покрива со нови задолжувања на граѓаните дома и во странство. За да ме разбере јавност, оваа влада планира да потроши 4,3 милиарди евра, а во државната каса да прибере 3,6 милиарди евра. Кога го носевме буџетот за 2021 година, неколку пати од говорницата предупредувавме дека СДСМ и ДУИ планираат нови даноци, нови такси и поскапувања. Денеска, неколку месеци потоа, цената на електричната енергија за домаќинствата се зголеми за 12,7%, се воведе нов данок на имот, се планира воведување на нов арач во форма на развојна обврзница и зелена обврзница со покачување на цената на горивата за повеќе од 4 денари по литар. Се планира повторно воведување на прогресивен данок и така натаму. Власта предводена од СДСМ и ДУИ врши дополнителен притисок врз граѓаните и фирмите, врз оние кои што честно заработуваат парче леп со силни контроли на инспекциите, а во исто време, додека се зголемува сивата економија и додека некои се богати незаконски, честите работодавачи не можат глава да кренат од државниот терор. Со ребалансот се предвидува да има повеќе приходи од даноци. Се планира изголемување на неданочните приходи, приходи од имот, од глоби и судски такси и други неданочни приходи. Во овие 4 години само е јасно, а тоа е дека СДСМ нема поим од водење на држава, народот повеќе не му верува на Социјалдемократскиот сојуз, ниту на Зоран Заев, особено кога ветува инвестицијски бранови од 5 милиарди евра, потоа од 8 милиарди евра, додека земјата тоне во сиромаштија. И секогаш кога Зоран Заев ветува нови инвестиции, мисли на нов криминал и корупција. Така Заев ветуваше живот за сите, дека ќе ги донесе Facebook, Volkswagen, 1000 километри патишта, а што всушност реализираше? Само афери, скандали како Рекет 1, во кој се изнесуваа Луи Витон торби со пари, кога директорот Ден Дончев беше фатен жив како прима мито од 1000 евра, криминалецот Драги Рашковски договараше тендери од стотици илјади евра и така натаму. И граѓаните знаат дека кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт, цвета корупцијата, сивата економија, нема капитални инвестиции, нема странски инвестиции, има продажба на државата, илјадници стечајци, пропаднати банки, распродажба на државен имот и државно земјиште, бришење на се што е свето за македонците. Го лажеа народот дека нема да има нови даноци и давачки, но во меѓувреме се воведе нов данок на имот. Се покачи цената на електрична енергија за 12,7% и да, може би е причината тоа што цената на електричната енергија се зголемува на глобално ниво, но во голем дел вината за поскапувањето е во фактот што се крадат и банкротираат државните компании. Затоа што АДЛМ работи со загуба од 16,8 милиони евра, додека АД Мепсо е во загуба од 6 милиони евра, тоа се вкупно 22 милиони евра кои се украдени преку криминални тендери и договори. И за да се покрие неработењето, нормално е да се презадолжува државата со заеми и кредити, па се предвидува нов кризен данок од дополнителни 4 денари за литар гориво, со кој од народот ќе се испумпаат 54 милиони евра годишно. Само авторитарна режимска власт во најтешките години во последната декада може да предвидува нови кризни даноци за граѓаните, нови акцизи за горива и екстремно поскапување на цената на електрична енергија. И самите знаете дека инфлацијата е во забрзан раст, изнесуваше 2,3% за месец мај. Тоа значи поскапи цени на сите артикли и услуги.
И додека сите релевантни меѓународни финансиски институции порачуваат дека владите мора да пристапат кон намалување на јавниот долг, затоа што високиот јавен долг, како што е во случајот Македонија, може да предизвика силен удар на економијата врз живот на граѓаните, оваа влада напротив продолжува да ја плячкосува државата. Јавниот долг брутално расте, државата се задолжува со растечки трошоци во странство, со нови кредити, заеми, грантови, додека народот е се посиромашен. 10.000 семејства станале корисници на социјална помош, а 40% од граѓаните живеат на работна сиромаштија. И треба јасно и гласно да се каже дека овој ребаланс се прави затоа што наближуваат локални избори, затоа што се подготвува за подкуп на гласачи и затоа што е потребна дополнителна финансиска инекција за да може да се продолжи со нови партиски вработувања пред избори, пари за плати за партиски војници, нови пари за матни тендери за да може да се исперат парите преку институциите да се вратат во нивните џебови. Ако се погледнат макроекономските проекции на буџетот, граѓаните во 2021 година може да очекуваат зголемување на сиромаштијата, или околу 40% од граѓаните живеат во сиромаштија. Понатаму, високиот раст на стапката на инфлација од 1,5% на 2,2% според Народната банка на Република Македонија ќе значи зголемување на цените на производите и услугите. Република Македонија, споредбено со регионот, има највисока инфлација. Ако се спореди со проекциите на инфлацијата за Република Србија од 1,4%, Албанија 1,2%, Бугарија 0,8%. Понатаму, од предлогот на ребалансот може да се види дека невработеноста ќе се зголемува и тука сме исто така најлоши во регионот, ако се земе во предвид дека во Република Македонија има околу 16% невработеност, во Србија 9,9%, во Албанија 11,9%, во Бугарија 6,3%. Во Македонија, поради неподготвеноста на владата за ударот од корона кризата, за една година бројот на невработени се зголеми за повеќе 50.000 лица. Понатаму, од макроекономските показатели може да се види дека буџетскиот дефицит се зголемува од 4,6% на 6,5%. Односно се предвидува зголемување на дупката во буџетот за нови 750 милиони евра. Се зголемува јавниот долг на државата на рекордни 62,5%, што е една од причините за блокадата на евроинтеграциите, ако се земе предвид дека земјите аспиранти за Европска Унија можат да имаат јавен долг максимум од 60% од бруто домашниот производ. Понатаму, според податоците на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто домашниот производ за првото тримесечие од 2021 година е минус 1,9%, додека, например, во соседството, бруто домашниот производ за првиот квартал за Албанија е 5,53%, за Косово е 5,57%, значи повторно најлоши во регионот. И јас навистина со вакви параметри не знам како може да се зборува за заздравување на нашата македонска економија. И самите знаете дека нема одржлив раст со корумпирана власт, нема одржлив раст без силна правна држава и владење на правото. Високиот степен на корупција директно влие и на бруто инвестициите кои забележаа остар пад од минус 16,6%. На дното сме во Европа, што е рефлексија исто така и на инертноста на владата и од непреземањето на позначајни потфати. Од тоа може да се види ниското ниво на капитални инвестиции. Понатаму, странските директни инвестиции исто така ни се на дното, со 2,6% од бруто домашниот производ. Во Албанија имаме странски директни инвестиции од 5,7%, Србија 4,8%, Црна Гора 11%. Како заштитен знак на Социјалдемократскиот сојуз останува катастрофалната реализација на капиталните инвестиции, која до сега изнесува 20% според ребалансот. За 2021 година владата има проектирано најниски капитални расходи, кои не надминуваат 10% од буџетот. Значи, владата на Зоран Заев воопшто не е насочена кон реализација на капитални инвестиции, туку е фокусирана на таргетиран предизборен подкуп. Нема да се гради почитувани граѓани, туку ќе се крадат народни пари преку социјални трансфери и нови кредити. Нема пари за железници, нема пари за гасификација, нема нови болници, нема нови спортски сали. Она што народот го очекува од една сериозна влада е во најмала рака да си ги реализира ветувањата.
влада која што ќе гради патишта, железници, болници, школи, градинки. За жал, она што го гледаме е суровата реалност, дека после 4 години нема скоро ништо од ветувањето. Единствено што слушаме е дека ќе започне да се гради, донесе нов закон за изградба на коридорите во Македонија, ќе се направи нов проект, Visibility студија, ќе се задолжи државата со нов заем, нов кредит од стотици милиони евра, а ниту еден проект не е започнат и завршен. Кога зборуваме за долгот на државата, не смееме да ги забораваме градоначалниците на СДСМ и ДУИ кои ништо не сработија за 4 години, но затоа пак енормно се збогатија трошејќи народни пари од наместени тендери. Додека општините тонат во долгови, како на пример општина Тетово со повеќе од 11 милиони евра, Охрид повеќе од 7 милиони евра, Карпош околу 5 милиони евра, државата не презема ништо за да го санкционира недомаќинското работење, а дополнително многу веројатно истите градоначалници ќе ја добијат и довербата повторно да бидат кандидати за градоначалници. Но се е поразлично кога социјалдемократскиот сојуз е на власт и кога е на опозиција. Само да ве потсетам дека, на пример, во 2015 година, кога јавниот долг беше 4,2 милиарди евра, СДСМ предвидуваше апокалиптични сценарија. А денеска, кога јавниот долг е на највисоко рекордно ниво, СДСМ релативизира и го брани истото. Сега, кога зборуваме за долгот, СДСМ и ДУИ на чело со Зоран Заев го зголемија долгот на државата за 2,5 милиарди евра од 2017 година па наваму, и не е оправдување пандемијата, затоа што и со неа се справивте најлошо во Европа. И во 2021 година, за само 6 месеци, буџетскиот дефицит на оваа влада изнесува 287 милиона евра нов долг за граѓаните. Значи, за само 6 месеци владата на Зоран Заев го задолжи секој граѓанин за нови околу 150 евра. Моделот на извршување на буџетот се предвидува изголемување на наплата на приходите од 13,9% во споредба со првите 5 месеци во 2020 година, која беше економски мртва година, што не би требало да внесува многу оптимизам. Понатаму во ребалансот е планирано зголемување на наплата на вкупните приходи за 4,7%, но исто така во ребалансот е предвидено изголемување на разликата помеѓу собраните пари и потрошеното за 8,6%, што ќе доведе до зголемување на првично проектираниот дефицит, но и на долгот на државата. Понатаму во ставката субвенции и трансфери се зголемуваат субвенциите за јавните предпријатија, додека се намалуваат субвенциите за приватните предпријатија. Тука владата прикажува својата негрижа за поддршката и за развој на стопанството во Македонија, но секако продолжува трошењето на народни пари за поддршка на сомнителни проекти преку криминалниот фонд за иновации. Па ќе прочитаме дека 5,7 милиони евра народни пари се доделени на компании за проекти за набавка на рентген за ветеринарни услуги, дигитален гинеколог, скенер за човечки ресурси и други проекти кои немаат врска со подобрување на производствените и извозните капацитети на домашните компании. Понатаму сведоци сме како стотици илјади евра се расфрлаат, со што магично се зголемува ставката за разни трансфери, на пример во влада ставката 464 се зголемува за 110%. Понатаму кражбата на народни пари продолжува во делот разни трансфери со зголемување од 17 милиарди на 29 милиарди денари. Ако се погледат владините програми, може да се заклучи дека владата не планира поддршка на плати, дури за најтешко погодените во здравствената криза. Во економскиот развој имаме намалување на буквално на сите ставки кои што значат економски развој. Токму затоа сме и на дното по странски инвестиции во Европа, затоа што нема повеќе пари за економска промоција, се намалуваат парите за железничка инфраструктура, технолошко-индустријски зони, понатаму се крадат пари за реформи на јавната администрација, а знаеме дека нема Европа без реформа на администрацијата. Во делот на животна средина се предвидуваат 685 милиони денари за зелениот развој. 685 милиони денари народни пари или повеќе од 11 милиони евра во услови на најголема криза за кои сум убеден дека нема да завршат во животната средина, туку во подкуп на гласачи за избори. Безсмислено е во услови на презадолженост, изголемено ниво на сиромаштија да се одделуваат 11 милиони евра, затоа што има многу други поважни приоритети.
Понатаму со овој ребаланс ќе има помалку пари за зајакнување на процесот за европска интеграција и се поставува прашањето дали после 4 години СДСМ направи барем 1 милиметар прогрес во евроинтеграциите. Одговорот е не. Македонија е понижена и изолирана затоа што е водена од страна на влада означена како хибриден режим, која што е на 111-тото место според индексот на корупција. Токму затоа, почитувани граѓани, ниту овој ребаланс е развоен, ниту ќе значи заздравување на македонската економија. Повторно се оди на трошоци кои што значат луксузирање и се занемарува волјата на граѓаните. Благодарам.